Добар ден, почитувани граѓани, ви благодарам на сите за вашето присуство овдека. Тука сме заедно со кандидатот за градоначалник, иден градоначалник на општина Газибаба и дел од советниците од советничката листа за советот на општина Газибаба. Денес е, иако облачен, еден убав ден, бидејќи го започнавме со луѓе, го започнавме во старата чаршија и сега сме овдека во Газибаба помеѓу луѓето. Разговараме со нив, разговараме помалку од една година после изборите и во овој период покажавме и докажавме дека може се во оваа држава, се во Македонија, се во Скопје и во Газибаба да биде поинаку. Ги потсетивме луѓето и за укинатото екстерно образование, и за воведената минимална плата, и за укинатата радиодифузна такса, и за законот за стечајци. Оваа кампања, почитувани, не е иста како другите кампањи. Ова е сосема поинаква кампања, затоа што нудиме сосема поинаков концепт и за општина Газибаба и за градот Скопје. Градиме со план, ја доведуваме инфраструктурата достапна со сите. Градиме на начин што темелно ќе ги решаваме проблемите на граѓаните. Ја чистиме животната околина, не повеќе да се трујат нашите деца. Нудиме здрав живот за сите. Скопје, Газибаба ќе ги направиме паметни општини. На тој начин ќе обезбедиме транспарентноста и конечно ги враќаме парите кон сите. Секој во оваа држава, секој во овој град, секој во оваа општина конечно да може да ја види различноста. Овдека во Газибаба предвидуваме сериозни инфраструктурни проекти кои што ќе го подобрат секојдневието на нашите сограѓани. Го пробиваме булеварот Босна и Херцеговина од Бутел да го поврземе заедно со општина Газибаба. Да не мора повеќе, ако сакат граѓаните да вртат низ цел град за да стасаат на определена точка. Го пробиваме и новиот булевар Хрватска со што ќе се поврземе со општина Аеродром. Помеѓу Керамидница и помеѓу Аеродром ќе го изградиме пешачкиот мост, достапен да биде и за пешаци, меѓутоа и за велосипедисти. Иако е една од побогатите општини во градот Скопје, општина Газибаба е најсиромашна по инфраструктура. Во изминативе 8 години градоначалникот кој што матично потекнува токму од оваа општина не понуди ништо на своите сограѓани. Токму заради тоа стојам пред вас како еден обичен човек кој што влезе во политиката во најбурните времиња во Македонија и го даде својот придонес за да ја ослободиме заробената држава. Дајте го својот глас на 15 октомври, заедно да ја завршиме таа работа, дајте го својот глас за еден сосема поинаков живот за сите и во Газибаба и во Скопје. Благодарам.